Без сметки за вода додека трае загадувањето во Гостивар, народниот правобранител испрати препорака до Советот на општината дека граѓаните не треба да плаќаат за питка вода која не ја добиваат. Подсетуваат дека слична ситуација имало и во Струга, па по предлог на општината, граѓаните биле ослободени од плаќањето на сметките за вода во месец февруари. Работиме да пратиме една препорака до Советот на општина Гостивар за да се разгледа можноста граѓаните на општина Гостивар и другите околни општини кои ги користат услугите на јавното предпријатие Комуналец Гостивар да бидат ослободени од обврската за плаќање на вода за пиење за периодот кога водата за пиење не била за целосна употреба. Така да очекуваме да добиеме позитивен одговор. Покрај барањето за ослободување од сметките, омбудсманот најавува и поширока контрола на терен. Во текот на есенските месеци да се спроведе посебно истражување за да се утврди во каква состојба се изворите и капацитетите од кои граѓаните се снабдуваат со вода за пиење. Ние како институција планираме да во иднина септември или октомври да извршиме едно истражување во однос на тоа колку се безбедни изворите на вода или така наречените каптажи на питка вода во општина Гостивар, но и може и тоа да биде и за поширока територија. Значи тоа е една од опциите која сериозно ја разгледува. Паралелно, народниот правобранител испитува и како дошло до нарушување на правото на граѓаните за пристап до чиста вода за пиење. Одговори очекува од јавното предпријатие, општината, Институтот за јавно здравје. Кризата со водата во Гостивар и денеска е тема за партиски обвинувања. Од СДСМ велат дека одговорност за случајот треба да понесат функционери од власта. Ова веќе не е само криза, ова е здравствена катастрофа. Тотален хаос и распад на институциите и одговорност мора да има. Доста молчи јавното обвинителство. Мора да реагира веднаш. Мицковски, Клековски, Тошковски и сите инволвирани мора да одговараат. Владеачката ВМРО ДПМН ја обвини опозицијата за лицемерие и во време кога СДСМ биле на власт, водата во Гостивар била небезбедна, ама за тоа никој не превзел одговорност. Денес истите тие политички актери се обидуваат да зборуваат за одговорност, иако токму во нивниот мандат не беа преземени соодветни чекори за санкционирање на пропустите. Наместо морализирање и ширење хистерија, талогот на СДС и предавникот Венко Филипче треба јавно да објаснат зошто со години немало институционална одговорност за случаите на небезбедна вода за пиење и кои конкретни мерки ги презеле за надминување на овие проблеми. Во меѓувреме случајот го истражува јавното обвинителство. Осомничени дека сториле тешки дела против животната средина и природата се директорката на Комуналец и двајца раководители. Поставиле пумпи во надворешен канал кои внесувале загадена вода во градската мрежа, која предизвика епидемија во Гостивар со близу 5000 заболени. Зоран Јаневски, Сител телевизија.